Моментално во основните училишта во општина Тетово, во прво одделение, во сите наставни јазици, бројката на упис на ученици ја надмина бројката од 1000 ученици. Од списокот што ние го имаме од надлежните институции, бројката на ученици што ја очекуваме е 1400 ученика, но колку од оваа бројка ќе се запишат во прво одделение, ќе може поточно да ви кажеме по првите денови од учената година, но значи процесот продолжува и се надевам дека сите овие ученици што се предвидени во списокот ќе бидат запишани во прво одделение. Што се однесува до средните училишта, знаете дека оваа година имавме една програма и за каде што ние се осврнавме на две работи. Првото беше значи зајакнување на професионалните училишта и овие професионални профили кои што ги нуди општина Тетово, како и да се намали бројката на ученици кои што се запишуваат под критериумите во гимназиското образование и во медицинското училиште, каде што имавме појави минатите години, каде што се запишувале ученици под критериумите предвидени со Законот за средно образование, и бројката на ученици во една ученица се движеше над 35 ученика. Може да констатирам дека и во двете овие наши приоритети сме успешни и дека во гимназиското училиште, како и во средното медицинско училиште, нема запишани ученици под критериумите кои што се предвидеа со конкурсот и со законот. Се формирани паралелки кои што имаат ученици по 25 ученика во клас. Со тоа ние очекуваме да се подигне квалитетот на наставата во овие училишта, како и да имаме оптимални услови со оптимален број на ученици за квалитетно изведување на наставата. Од друга страна, имаме веќе зголемување на бројот на ученици во професионалните училишта, каде што за прв пат имаме пројавено интерес за сите профили на образование во средното стручно училиште Моше Пијаде и дека бројот на ученици што досега се запишани во средните стручни училишта во споредба со минатата година е поголемо за 20%. Очекуваме дека оваа бројка повторно во текот на овие денови да се зголеми, затоа што знаете дека уписот во оние училишта каде што не се пополнети местата продолжува до 1 септември. Во текстилното училиште, така за наставата на албански јазик, во споредба со минатата година имаме зголемен интерес во сите образовни профили. За прв пат, еден ден после објавување на конкурсот, беше пополнет бројот на ученици во паралелката за дизајн, за внатрешен интериер. Значи, тоа беше една задоволителна околност за нас. Во сите образовни профили има запишани ученици, бројката е зголемена од 25 до 30%. За жал и ова година немаме ученици македонци пријавени во средното текстилно училиште. Ја користам можноста, значи и оние ученици што не се запишани во другите училишта имаат можност до 1 септември да се запишат во средното стручно училиште Ѓоче Стојчевски и да го искористат правото да се упишат во профилите кои што се во ово училиште објавени во конкурсот за следење на наставата на македонски наставен јазик.